Преговаряше Столтенберг нешто врз? Не, значи јас како координатор на најголемата пратеничка група во Собранието на Република Македонија имав чест пред почетокот на седницата на која што се обрати генералниот секретар господин Столтенберг да имаме средба како координатори со председателот на Собранието, генералниот секретар, амбасадорите на НАТО и така натаму, на кој што изрази на вистина задоволство од она што Република Македонија од 27. април, ќе се обидам да го парафразирам, кога целиот свет остана згранат и зачуден за тоа што се случуваше во ова собрание, за колку кратко време е постигнат колку голем напредок и тоа ги потенцира реформите што се во тек, значи усвојувањето, разгледувањето на пакетот реформски закони, добрососедските односи на Република Македонија, потенцирајќи го договорот за пријателство и добрососедство со Република Бугарија, како и разговорите околу разликите за името во рамките на процесот на Обединетите нации. Секоја посета на генерален секретар на НАТО значи голема порака. Значи дека сме на вистинскиот пат, значи поддршка, меѓутоа значи порака до сите фактори, не само до власта, туку и до опозицијата, активно да се вклучиме, да ја завршиме работата, за да овозможиме на граѓаните на Република Македонија да Македонија стане равноправна членка на НАТО алијансата и на Европската унија. Тоа ќе ја прашате мојата партија. Јас сум сега овде како координатор на пратеничка група и ви одговарам на прашања во однос на посетата на господинот Столтенберг. Нашите изјави и ставови се јасни, така да дали има други прашања во однос на посетата? Вчера и во минатиот период кажува дека Македонија може да се зачли во НАТО само и единствено ако реши спорот со Грција, а спорот со Грција е промена на уставниот регламент. Дали и сега беше истата порака пратена, дека тоа мора да се направи во процесот? Значи, вие го чувстве обраќањето на господинот Столтенберг. Процесот за надминување на спорот со Грција го водат преговарачки тимови и владата на Република Македонија. Последниот предлог и деталите веројатно дополнително ќе се анализираат, така што јас сега во овој момент не можам да дадам никаков дополнителен коментар. Меѓутоа можам да искажам задоволство што се фокусираме на затворање на овој спор и активно создаваме услови за позитивен исход. Што значи тоа активно создаваме услови за позитивен исход? Како собрание стоиме на располагање на сите процеси кои ќе ги договорат владините тимови, односно преговарачките тимови. Член на владеачкото мнозинство и владата за тоа ве прашам, пред да кажете дека сте имале честа да разговарате со Столтенберг пред изјавата, значи прашањето беше во тој контекст. Јас изјавата на Столтенберг официјална. Истото беше со тоа што претходно ни се обрати нам како координатори на пратенички групи, не охрабри во реформските процеси, ги охрабри присутните да продолжат со патот кој е започнат во однос на добрососедската соработка и во однос на регионалната соработка, и всушност неговото обраќање пред сите пратеници беше истото, само во малку проширена верзија. Повелете. Повелете, да. Да, повелете. Јас морам со жалење да констатирам дека председателот Иванов повторно покажа дека не може да ги напушти политиките на поделби и раздор и дека не може или не сака да ги препознае европските вредности. Ние како парламентарно мнозинство се искрени во намерата да обезбедиме услови за едно општество за сите и за равноправни граѓани. Законот за употреба на јазиците не е во спротивно со Уставот на Република Македонија. Тој е целосно со Уставот, со амандманот 5 и со неговото усвојување не губи никој. Македонскиот јазик
и македонското писмо останува единствениот јазик и писмо што се употребуваат на целата територија на Република Македонија и во меѓународните односи и централната полиција, одбраната и меѓународната политика. Сепак, знаејќи што значи демократска вредност, знаејќи што значи парламентарна демократија, знаејќи што значи кохабитација и знаејќи ја важноста на моментумот, ние сме во очекување на она што го најави председателот Иванов дека ќе достави забелешки и во моментот кога ќе ги достави тие забелешки или извештај или веќе не знам како ќе изгледа таа форма, студиозно, сериозно ќе ги разгледаме и ќе донесеме одлуки како пратеничка група како ќе постапиме во понатамошниот процес. Да. Дали може би сте запознаени с ова иницијатива и дали може би како нешто ќе интервенирате? Не, до нас операторите не се обратиле. Значи ние ги имаме предлог законот пре неколку дена, меѓутоа заради отсуство на министерот на службен пат беа одложени за денеска. Во овој момент се разгледуваат, дебатираат наши представници околу овие предлог закони и она што е предвидено е секако во насока на реформирање на безбедносните структури и поефикасна цивилна контрола врз нив. Во предлог законот за јазици што не може да пише председателот Иванов, се става дека втор службен јазик во Македонија е албанскиот јазик заради 20% и така натаму. Исто така проценти имаат и Ромите и во одредени општини имаат полиција на Србија и така натаму, каде што не се таксативно е наведено во законот, дека таму важи на ниво на Република Македонија, не на ниво на општини. Не ви го разбирам прашањето, меѓутоа уште еднаш ќе го реафирмирам идентичниот став. Македонскиот јазик и македонското кирилско писмо остануваат единствените јазик и писмо што се употребуваат на целата територија на Република Македонија и во меѓународните односи и централната полиција и одбраната и меѓународната полиција, а наша интенција со законот за јазици беше сите етнички заедници кои се наведени во преамбулата на Уставот да ги уживаат правата што е на демократска земја треба да им ги овозможи во однос на користењето на нивниот мајчин јазик. Ви благодарам многу за интересот и се гледаме друг пат. Фала ви.